Нема да има рестрикции на струја, иако не очекува тешка зима, најави денеска премиерот Димитар Ковачевски по завршувањето на седницата на Советот за безбедност кај председателот Стево Пендаровски. На седницата е презентиран планот како Македонија да го помине зимскиот период со електрична енергија. Овој план е за да нема рестрикции. Ние и во моментов за целиот регулиран пазар ЕСМ испорачува електрична енергија од сопствено производство. Значи за сите домаќинства и за сите мали потрошувачи, и не правиме ниту 1 ват увоз за таа намена. На слободниот пазар дел е од обновливи извори на енергија, меѓутоа дел е цена од увоз која што се плаќа по берзански цени. Согласно изготвениот план кој стапува на сила од 1 октомври и ќе трае до почетокот на април идната година, се предвидува зголемување на производството на електричната енергија кај 4 главни производители на струја во Македонија. Планот за производство на ЕСМ, државната компанија за производство на електрична енергија, оваа година ќе го зголемиме за 25%. Ќе го следиме спроведувањето на задачите кои што се дадени на ЕСМ компанијата, и тоа почнувањето со работа на третиот блок во Рек Битола, почетокот на работа на вториот котел на резервната ТЕЦ Неготино, работата на хидроцентралите и многу важно, користењето на целиот потенцијал и ставање во функција на когенеративната гасна централа ТЕТО во Скопје. Доследната реализација на планот како Македонија да ја помине најтешката зима ќе биде со задршка на цените за електричната енергија. Истите ќе бидат позиционирани под берзанските цени. Заедно со субвенциите од државата за граѓаните и бизнис секторот, договорите со соседните земји за испорака на електрична енергија, владата очекува најтешката зима Македонија да ја помине без поголеми проблеми.